Почитувани гледачи, сами забележувате дека се наоѓаме овде некаде во центарот на село Конотиште, општина Кавадарци и во прекрасниот амбиент на Нарконон Балкан. Разговараме со мојот еден соговорник кој што 18 години има едно горко искуство во допир со дрогата. Тоа значи поранешен зависник од дрога. Самиот ќе ни се представи, меѓутоа сега во овој разговор ќе допирнеме и сегашноста. Но најпрво да се вратиме во минатото. Вие сте, повелете. Здраво. Здраво. Јас сум Ѓорги Чупона. Така? Од Битола? Да. Да. Кажете меѓу само малку Гого повеќе ве викате, ви јас Супер, така би се може. и на ти би зборили, Да. зашто да не, малку поблиску разговор да го отвориме, нели, за сите гледачи. Што значи 18 години горко искуство со дрогата? Што беше причината да посегнете по дрога? Причината конкретно не можам да ја доловам, но премногу бев тогаш млад, за да ги знам последиците од цела таа приказна која што е зад мене. Се почна кога имав некои 13 години. Учев, некако сакав да бидам како постарите во мојата мала, во мојот град, и тука почна целата таа приказна со дрогата. Љубопитство големо на еден начин, имаше ли другари со Па кои што? можам да кажам, да, тие што беа околу мене, тие беа во контакт веќе подолг временски период пред мене со дрога, и јас преку нив дојдов исто во контакт со дрогата. Какво беше искуството, кажете ми? Лошо, Лично ваше. лошо, многу лошо. Почнав да ги губам првен најблиските сите што се околу мене, мојата фамилија, после тоа другарите. Едноставно почнав да станувам личност која што се повлеква сама во себе, која нема никаква допирна точка со реалност. Иднината, каде ја оставивте? Воопшто не ни размислував Не за иднината. размислував. Воопшто не ни размислував за иднината, живее во тие некои моменти тука кај што едноставно мислиш дека во ред е нештото, е далеку од во ред. Кој вид дрога ја консумиравте? Хероин, Хероин. да. А мислите дека тоа е најдобра дрога или? Не мислев дека Ви е пасуваше најдобра. што вика? Не мислев дека е најдобра, едноставно тогаш за тоа знаев. Тогаш беше тој бран, ќе го наречам, на 2000-та година, беше тој бран на хероин во Македонија, и грото од луѓето што ги знаев покрај мене беа сите имаја контакт со хероина. Многу години е тоа, деценија и 8 години. Така. Како одлучивте да и на кој начин се отргнавте, кажете ми? Со помош на што? Се оттргнав со помош на програмата во Нарконон, но Оваа програма тука. оваа програма тука што е во Нарконон, но првенствено имав некои ситуации дома што ме наведоа да посегнам по решавање на проблем. Мислите негативни? Мислам на негативни, да, затоа што бев лош пример за моите најблиски, за тие кои што едноставно зачекорват сега во животот, и тие учеа од мене, и видов дека сум премногу лош пример за нив, и морав да го средам нештото за да првенствено за себе, за јас да бидам подобра личност, а потоа да можат и тие да бидат. Каква е програмата во Нарконон? Колку ви помога? Гледам дека сте друг човек. Ти благодарам многу. Повели. Програмата во Нарконон е нешто кое што може да се заврши доколку се има волја. Значи првенствено за тука за влез на програмот ви треба волја. Потоа се прави едно интервју. Со тоа интервју чисто му се дава слика на супервизорот за да може да одлучи дали ние со нашиот програм можеме да помогнеме да излеземе во сусрет на тој проблем што го има единката, или не можеме. Па потоа накнадно, тековно се следи процедурата и целиот програм. Како се чувствувавте? Имавте ли голема волја? Видовте во тоа излез од она црнило на дрогата? Да, видов излез уште од првиот ден не можам да кажам, пошто ми беше ново, беше малце конфузно целото за мене, но потоа од вториот ден понатаму, да, гледав излез и едноставно почнав да го засаквам програмот и да се засаквам самиот себе си повторно, и видов дека можам да функционирам без сите тие субстанци. Во Нарконон имавте сите услови? Потполно сите услови за еден нормален живот и за едно подобрување на самиот себе си. А сега, после толку време, колку време сте тука сега? Веќе четврта Програмот година сум тука. заврши? Да, 2021.
Сега ве гледаме друга личност, многу со позитивна енергија, со еден позитивен поглед на светот. Гледам дека веќе сте и дел од колективот, оној одговорниот, Така. за да може сите оние кои што биле како вас, на еден начин веќе ја допирнат реалноста и да избегат од канџите на дрогата. Така. Како сега се чувствувате, кажете ми? Сега се Задоволен чувствувам, не само што сум задоволен, него се чувствувам едноставно прекрасно во целата ова приказна, затоа што можам да го споделам моето искуство од предходно и можам да му го кажам на други лица и тие да видат пример дека доколку имаш волја и доколку сакаш да го решиш проблемот, има решение. Нарконон Балкан се вика, нели? Така? Тоа значи дека Нарконон Балкан нуди услови и е единствен на Балканот, нели? Да. Кажете ми кои се услови и начин за овде што се практикуваат? Повеќе програми има или еден програм во кој што сите наоѓаат излез по известно време од дрогата? Колку успевате во тоа? Така, програмата на Нарконон е една за сите. Успешни сме во тоа што го работиме над 85%. Нарконон веќе во Македонија постои веќе 20 година, единствено тука на Балканот Браво. и секој еден што сака може да проба да се ја реши зависноста на природен начин. Овде гледаме и за сите ви зависници, многу интересно е што имаат прекрасна околина. Имаат услови, значи, и програмски, но и природни. Конопиште ви нуди, нели? Зошто е одбрано? Затоа што Конопиште има се што треба, за да еден кој што бил зависник, да ја види реалноста и да се врати напред и да оди и нормално да живее здраво. Точно. Направо ли се? Точно, потполно си во право. Конопиште се наоѓа на некои 650 до 700 метри надморска височина и народски кажано тоа е некоја надморска височина за луѓе. Му помага многу таа надморска височина на луѓе што имаат проблеми кардиоваскуларни. Значи, чим може на некој со кардиоваскуларни проблеми да му помогне, тогаш за луѓе што имаат проблем со зависност, уште подобро Уште делува повеќе. оваа надморска височина. Иначе Конопиште ја викаат и воздушна бања. Така, Нели? да, Тој воздух овде што го има, мислам дека лечи сам по себе. точно. Кажете ми уште нешто, вие сте млад човек веќе на прагот на вериба. Дали вашата избраничка исто така е повратничка или се работи за друга личност? Дали може да ми кажете? Можам слободно, мојата идна Да. сопруга исто работи тука, таа е етички офицер за албанските студенти. Одлично. Да, ние се запознавме тука и нашата приказна ја продолжуваме од тука понатаму, тоа што заедничка цел имаме, заеднички едноставно заедничка цел имаме за понатаму за животот. Еве, почитувани гледачи, ова е една успешна приказна од Нарконон, која што не е единствена. И верувам дека ќе биде пример за сите оние кои што не гледаат, а ја имаат допирната дрогата. Може да дојдат во Нарконон, програмата да ја прифатат и да бидат други луѓе корисни на заедницата, корисни за своето семејство и за нивната иднина. Меѓутоа, последен моje прашање е, која е вашата порака? Кажете ми. Веќе вие сте еден друг човек, како што реков. Така. Одлично нешто. Мојата порака до сите оние што сакат да се сменат е да соберат храброст и да го направат првиот чекор кон подобар живот. Благодарам, Марско. Нема зашто.